Бидејќи нема пријавени за збор, констатирам дека општиот претрес на предлогот на амандманот 34 на Уставот на Република Македонија е завршен. Отворам претрес по текстот на предлогот на амандманот 34 на Уставот на Република Македонија. Пратениците Зијадин Села и Сурија Рашити поднесоа амандман на текстот на предлогот на амандманот 34 на Уставот на Република Македонија, по кој представникот на владата не се произнел. Пратениците Теута Бјали и Фадил Зендери поднесоа амандман за менување на точка 1 на текстот на предлогот на амандманот 34 и истите ги повлекле поднесените амандмани. Констатирам дека амандманите поднесени. Пратениците Зијадин Села и Сурија Рашити поднесоа амандман на текстот на предлогот на амандманот 34 на Уставот на Република Македонија и истиот го повлекува под архивски број 08/7757/3. Констатирам дека амандманот е повлечен. Отворам претрес по амандманот на текстот на предлогот на амандманот 34 на Уставот на Република Македонија, поднесен од пратениците Зијадин Села и Сурија Рашити под архивски број 08/7757/4. Го молам представникот на владата да се произнесе. Има збор премиерот на владата Зоран Заев. Почитувам председателе, почитувани пратеници. Ова е еден од амандманите кои што отворија сериозна дебата овде во парламентот. Секако е поднесен од пратениците Зијадин Села и Сурија Рашити, односно председателот на Алијанса за албанците, господинот Зијадин Села, и пратеникот од Алијанса за албанците Сурија Рашити. Се работи за амандман со кој што се подобри според мене Уставот и преамбулата на Уставот. Затоа што нашата преамбула, како што е во постојниот Устав, е граѓаните на Република Македонија, запирка, македонскиот народ, како и граѓаните кои живеат во нејзините граници, кои се дел од албанскиот народ, турскиот народ, влашкиот народ, српскиот народ, ромскиот народ, бошначкиот народ и другите, преземајќи одговорноста за сегашноста и иднината на нивната татковина и така натаму, имаа за цел преку ваков амандман да отстранат едно чувство кај помалку бројните заедници, дека сепак зборовите, како и граѓаните кои живеат во нејзините граници, кои се остават впечаток дека граѓаните, освен македонци, а од другите заедници, албанската, турската, влашката, српската, ромската, бошначката и другите народи во Македонија, како да се времено овде. Со овој амандман, кој што беше предложен, се правеше напори да се постигне токму таа цел. Јас ќе кажам дека амандманот не е прифатен, но видоизменет амандман е прифатен, кој што заедно со предлагачите го усогласивме и го договоривме. Новиот амандман е со следниот текст. Во амандманот 34 зборовите кои живеат во нејзините граници се заменуваат со зборовите како и граѓаните кои живеат во нејзините граници кои се. Со прифаќањето на овој амандман, преамбулата ќе гласи: граѓаните на Република Македонија, запирка, македонскиот народ и дел од албанскиот народ, турскиот народ, влашкиот народ, српскиот народ, ромскиот народ, бошначкиот народ и другите, преземајќи одговорноста за сегашноста и иднината и така натаму. Тоа навистина прави еднаквост помеѓу граѓаните и попријатно чувство помеѓу сите. Вака видоизменет амандман од името на предлагачот владата како премиер го прифаќа. Молам еден од подносителите на амандманот да се произнесе по ставот на владата дека првичниот амандман поднесен не е прифатлив, но со препорака, односно сугестија видоизменет по текст како што го прочита премиерот, дали е прифатлив за предлагачите, односно да си го кажат ставот. Ви благодарам, председателе, почитувани пратеници, почитуван премиер, почитувани представници на медиумите. Како што и знаете и имате чуено врз основа на разговорите кои што се одржаа меѓу Алијансата за албанците и представниците во овој случај премиерот за надминување на разликите во однос на овој предлог, се достигна договор кој што во суштина не ја минува целта за
отстранување на етничката нееднаквост и неравноправност која што и се содржуваше во преамбулата, значи предлогот би било во амандманот 34 зборовите кои живеат во незините граници да се заменат со зборовите како и граѓаните кои живеат во незините граници кои се. За нас овој амандман е прифатлив и сметам дека целта е постигната. Ви благодарам. Имајќи предвид дека предлагачите се согласни со видоизменетиот текст, кој што текстот е подготвен, представникот на владата се изјасни дека го прифаќа видоизменетиот текст. Предлагачот останува на претhodниот текст или го повлекува претhodниот текст? Претhodниот предлог се повлекува, што значи дека останува овој пред... Согласи со амандманот во видоизмената форма, а исто така и предлагачите на претhodниот амандман се согласуваат со таа односно видоизмената форма. Видоизменетиот амандман на пратениците Зијадин Села и Сурија Рашити да го поднесе истиот. Видоизменетиот амандман поднесен од пратениците Зијадин Села и Сурија Рашити под архивски број 08183/2 ви е поделен. Видоизменетиот амандман поднесен од пратениците Зијадин Села и Сурија Рашити под архивски број 08/183/2 станува составен дел на текстот на предлогот на амандманот. Истовремено е известно дека амандманот на текстот на предлогот на амандманот 34 на Уставот на Република Македонија поднесен од пратениците Зијадин Села и Сурија Рашити под архивски број 08/7157/4 е повлечен. Продолжуваме со претрес по текстот на предлогот на амандманот 34 на Уставот на Република Македонија. Ги повикувам предлагачите и пратениците кои сакаат да говорат по текстот на предлогот на амандманот 34 на Уставот на Република Македонија да се пријават за збор. Бидејќи нема пријавени за збор, констатирам дека претресот по текстот на предлогот на амандманот 34 на Уставот на Република Македонија е завршен. Преминуваме на гласање за утврдување на предлогот на амандманот 34 на Уставот на Република Македонија. Ве потсетувам дека врз основа на член 201 став 6 од Деловникот на Собранието, предлогот на амандманот Собранието го утврдува со мнозинство гласови од вкупниот број на пратеници. Текстот на предлогот на амандманот 34 на Уставот на Република Македонија го ставам на гласање, ве повикувам да гласаме. Вкупно гласаа 79 пратеници, сите 79 за, воздржани нема, против нема. Констатирам дека Собранието на Република Македонија го утврди предлогот на амандманот 34 на Уставот на Република Македонија. Преминуваме на утврдување на предлогот на амандманот 35 на Уставот на Република Македонија. Отворам општ претрес. Ги повикувам предлагачите и пратениците кои сакаат да говорат по општиот претрес на предлогот на амандманот 35 на Уставот на Република Македонија да се пријават за збор.
Бидејќи нема пријавени за збор, констатирам дека општиот претрес на предлогот на амандманот 35 на Уставот на Република Македонија е завршен. Отворам претрес по текстот на предлогот на амандманот 35 на Уставот на Република Македонија. Ги повикувам предлагачите и пратениците кои сакаат да говорат по текстот на предлогот на амандманот 35 на Уставот на Република Македонија да се пријават за збор. Вкупно гласа Бидејќи нема пријавени за збор, констатирам дека претресот по текстот на предлогот на амандманот 35 на Уставот на Република Македонија е завршен. Преминуваме на гласање за утврдување на предлогот на амандманот 35 на Уставот на Република Македонија. Ве потсетувам дека врз основа на член 201 став 6 од Деловникот на Собранието, предлогот на амандманот Собранието го утврдува со мнозинство гласови од вкупниот број на пратеници. Текстот на предлогот на амандманот 35 на Уставот на Република Македонија го ставам на гласање, ве повикувам да гласаме. Вкупно гласа 80 пратеници. Сите 80 за, воздржање нема, против нема. Констатирам дека Собранието на Република Македонија го утврди предлогот на амандманот 35 на Уставот на Република Македонија. Преминуваме на утврдување на предлогот на амандманот 36 на Уставот на Република Македонија. Отварам општ претрес. Ги повикувам предлагачите пратениците кои сакаат да говорат по општиот претрес на предлогот на амандманот 36 на Уставот на Република Македонија да се пријават за збор. Бидејќи нема пријавени за збор, констатирам дека општиот претрес на предлогот на амандманот 36 на Уставот на Република Македонија е завршен. Отворам претрес по текстот на предлогот на амандманот 36 на Уставот на Република Македонија. Пратениците Зијадин Села и Сурија Рашити поднесоа амандман на точка 1 став 3 на текстот на предлогот на амандманот 36. Истиот го повлекоа поднесениот амандман, констатирам дека истиот е повлечен. Пратениците Теута Билјали и Фадил Зендели поднесоа амандман на точка 1 за менување на став 3 на текстот на предлогот на амандманот 36, по кој представникот на владата не се произнесе. Отворам претрес по амандманот на точка 1 за менување на став 3 на текстот на предлогот на амандманот 36, поднесен од пратениците Теута Билјали и Фадил Зендели под архивски број 08/7157 врз 11. Го мола представникот на владата да се произнесе. Има збор премиерот на владата на Република Македонија, господин Зоран Заев. Фадил Зендели. Секако дел од дебатата која што се случуваше овие 3,5 месеци беше од сите пратенички групи, од сите пратеници кои што и вечерва се овде присутни, па дури од пратеници кои што не се присутни. Конечниот текст кој што владата го достави во финалната фаза на конечни амандмани, на вистина се вградени пратениците од владеачкото мнозинство, пратениците од новата пратеничка група од ДПМН и коалицијата, пратеникот Панчо Минов, пратениците од БЕСА,
пратениците од Алијансата за албанците и слично. Еден дел од дискусијата која што имаа пратениците господин Фадил Зендели, Теута Билјали и другите пратеници, односно господинот Зијадин Села и господинот Туршити, беше дебатата дека го поддржуваат амандманот кој што беше додаден од страна на новата пратеничка група од 8 пратеници од ВМРО ДПМН и коалицијата, со што се дополнуваше предлог амандманот 36 и првата реченица беше Републиката ги штити, гарантира и негува особеностите, историското и културно наследство на македонскиот народ со цел да се зајакне идентитетот, секако дополнет и со дискусијата на пратеникот Панчо Минов, кој што е вграден исто така на крајната верзија на самата прва реченица од овој амандман, се отвори прашањето за водењето на грижа во диаспората за севкупниот наш народ. Во третата реченица стоеше дека Републиката се грижи за диаспората на македонскиот народ. Поради самата дискусија ние дополнивме да биде и на другите заедници. Со амандманот кој што се предлага до крај не се постига целта која што се сакаше да се постигне од пратеникот Фадил Зандели и пратеничката Теута Билјали, и затоа како што беше предложен амандманот како овластен предлагач на владата не го прифаќаме, но прифаќаме видоизменет амандман со кој што во духот на новата преамбула на Уставот која што ќе биде, секако и овој амандман во делот на диаспората испраќа порака дека државата, односно Републиката, води подеднакво грижа за сите своји граѓани во диаспората. Така да новиот текст, видоизменет на амандманот, кој што за нас како предлагачи владата на Република Македонија е прифатлив, е следниот текст. Во амандманот 36 во точка 1 ставот 3 се менува и гласи: Републиката се грижи за диаспората на македонскиот народ и за дел од албанскиот народ, турскиот народ, влашкиот народ, српскиот народ, ромскиот народ, бошначкиот народ и другите, и ги негува и унапредува врските со татковината. Вака, видоизменет амандман е прифатлив. Секако се надевам дека предлагачот ќе го повлече амандманот кој што беше доставен и заедно ќе се согласиме за прифатливоста на вака видоизменет амандман кој што беше предложен од двајцата пратеници Фадил Зендели и Теута Билјали. На тој начин ја испраќаме пораката дека државата води подеднакво грижа за диаспората, представена од сите наши граѓани, без разлика на нивната етничка припадност. Благодарам. Пратениците Теута Билјали и Фадил Зендели. Молам од подносителите еден, Фадил или Теута? Фадил Зендели. Парачиту. Пријавете се. Ви благодарам, почитувам председател. Го повлекуваме претходниот амандман и го прифаќаме видоизменетиот амандман кој што го образложи премиерот. Ви благодарам. Бидејќи представникот на владата се согласи со амандманот, подносителите, значи, се согласија со тоа, видоизмените амандман поднесен од пратениците Теута Билјали и Фадил Зендели под архивски број 08-183/4 ви е поделен. Видоизменитиот амандман поднесен од пратениците Теута Билјали и Фадил Зендели под архивски број 08-183/4 станува составен дел на текстот на предлогот на амандманот 36 и времено ве известувам дека амандманот на точка 1 заменување на став 3 на текстот на предлогот на амандманот 36 поднесен од пратениците Теута Билјали и Фадил Зендели под архивски број 08-7757/11 е повлечен. Продолжуваме со претрес по текстот на предлогот на амандманот 36 на Уставот на Република Македонија. Ги повикувам предлагачите и пратениците кои сакаат да говорат по текстот на предлогот на амандманот 36 на Уставот на Република Македонија да се пријават за збор.
Бидејќи нема пријавени за збор, констатирам дека претресот по текстот на предлогот на амандманот 36 на Уставот на Република Македонија е завршен. Преминуваме на гласање за утврдување на предлогот на амандманот 36 на Уставот на Република Македонија. Подсетувам дека врз основа на член 201 став 6 од деловникот на собранието, предлогот на амандманот собранието го утврдува со мнозинство гласови од вкупниот број на пратеници. Текстот на предлогот на амандманот 36 на Уставот на Република Македонија го ставам на гласање, ве повикувам на гласање. Вкупно гласа 81 пратеник, сите 81 за, воздржани нема, против нема. Констатирам дека Собранието на Република Македонија го утврди предлогот на амандманот 36 на Уставот на Република Македонија. Ги молам службите да ги поделат текстот, предлогот на амандманите кои што ги утврдивме претhodно. Продолжуваме со работа по пета точка. Пета точка. Донесување на амандманите 33, 34, 35 и 36 на Уставот на Република Македонија. Предлогот на амандманите на Уставот на Република Македонија е поделен. Согласно член 131 ставови 3 и 4 од Уставот на Република Македонија и член 202 од Деловникот на Собранието, одлука за измена на Уставот се донесува со двотретинско мнозинство гласови од вкупниот број пратеници, освен за предлогот на амандманот 34
во кое мора да има и мнозинство гласови од вкупниот број пратеници кои припаѓаат на заедниците што не се мнозинство во Република Македонија. Преминуваме на донесување на амандманите на Уставот на Република Македонија. Предлогот на амандманот 33 на Уставот на Република Македонија го ставам на гласање, ве повикувам да гласаме. Вкупно гласа 81 пратеник. Сите 81 за, воздржани нема, против нема. Констатирам дека собранието го донесе амандманот 33 на Уставот на Република Македонија. Пред да преминеме на гласање по предлогот на амандманот 34, ве подсетувам дека согласно член 131 став 4 од Уставот на Република Македонија, овој амандман се донесува со двотретинско мнозинство гласови од вкупниот број пратеници, во кое мора да има мнозинство гласови од вкупниот број пратеници кои припаѓаат на заедниците што не се мнозинство во Република Македонија. Предлогот на амандманот 34 на Уставот на Република Македонија го ставам на гласање, ве повикувам да гласаме. Повели. Во салата има присутно 81 пратеник, имајќи предвид дека инструментот покажува 80 гласања, 81. Значи вкупно гласа 81 пратеник, сите 81 за, воздржани нема, против нема. Ги молам пратениците кои припаѓаат на заедниците кои не се мнозинство во Република Македонија да се произнесат по предлогот на амандманот. Ве повикувам да гласаме. Вкупно гласа 31 пратеник. Од вкупно 32 пратеници кои што припаѓаат на заедниците немнозински заедници. Значи, вкупно гласа 31, сите за, против нема, воздржани нема. Констатирам дека собранието го донесе амандманот 34 на Уставот на Република Македонија. Предлогот на амандманот 35 на Уставот на Република Македонија го ставам на гласање, ве повикувам да гласаме. Вкупно гласа 81 пратеник, сите 81 за, воздржани нема, против нема. Констатирам дека собранието го донесе амандманот 35 на Уставот на Република Македонија. Предлогот на амандманот 36 на Уставот на Република Македонија го ставам на гласање, ве повикувам да гласаме. Вкупно гласа 81 пратеник, сите 81 за, воздржани нема, против нема. Констатирам дека собранието го донесе амандманот 36 на Уставот на Република Македонија. Шеста точка. Прогласување на амандманите 33, 34, 35 и 36 на Уставот на Република Македонија. Врз основа на член 131 став 5 од Уставот на Република Македонија и член 203 од Деловникот на Собранието, Собранието донесува одлука за прогласување на амандманите на Уставот со двотретинско мнозинство гласови од вкупниот број пратеници. Предлагам Собранието да ја донесе следната одлука.
Врз основа на член 131 став 5 од Уставот на Република Македонија, Собранието на Република Македонија на седницата одржана на 11 јануари 2019 година донесе одлука за прогласување на амандманите 33, 34, 35 и 36 на Уставот на Република Македонија. Се прогласуваат амандманите 33, 34, 35 и 36 на Уставот на Република Македонија, што Собранието на Република Македонија ги донесе на седницата одржана на 11 јануари 2019 година. Амандманите 33, 34, 35 и 36 на Уставот на Република Македонија се составен дел на Уставот на Република Македонија и влегуваат во сила со влегување во сила на конечната спогодба за решавање на разликите опишани во резолуциите 817 од 1993 година и 845 од 1993 година на Советот за безбедност на Обединетите нации за престанување на важноста на привремената спогодба од 1995 година и за воспоставување на стратешко партнерство меѓу страните и ратификацијата на протоколот за пристапување во НАТО од првата страна на конечната спогодба. Предлогот на одлуката за прогласување на амандманите 33, 34, 35 и 36 на Уставот на Република Македонија го ставам на гласање, ве повикувам да гласаме. Вкупно гласа 81 пратеник. Сите 81 за, воздржани нема, против нема. Констатирам дека Собранието ја донесе одлуката за прогласување на амандманите 33, 34, 35 и 36 на Уставот на Република Македонија. 7 точка. Дополнет предлог на Уставен закон за спроведување на амандманите од 33 до 36 на Уставот на Република Македонија. Дополнетиот предлог на Комисијата за уставни прашања како матично работно тело и на Законодавно правната комисија на Собранието ви се доставени. Согласно член 133 став 2 од Уставот на Република Македонија, Собранието донесува уставен закон за спроведување на амандманите на Уставот на Република Македонија со двотретинско мнозинство гласови од вкупниот број пратеници. Без основа на член 156 став 1 од Деловникот на Собранието на второто читање на седница на Собранието се води претрес само по членовите 1 и 2 и новиот член 4а, што се изменети со амандмани на работните тела. Отворам претрес по членовите 1, 2 и новиот член 4а на дополнетиот предлог на Уставниот закон. Ги повикувам предлагачите пратеници кои сакаат да говорат по членовите 1, 2 и новиот член 4а да се пријават за збор. Бидејќи нема пријавени за збор, констатирам дека претресот по членовите 1, 2 и новиот член 4а е завршен. Ве известувам дека пратениците Томислав Тунтев, Горан Мисовски, Ферид Муич, Аги Муртезанов, Далибор Бодановски, Милева Ѓорѓиева, Муамед Зетири, Бети Рабаджиевска-Наумовска, Никица Корубин, Павле Богоевски, Татјана Лалчевска, Чедомир Саздовски, Кети Смилевска, Жаклина Лазаревска, Анета Симевска-Димовска и Илија Николовски поднесува амандман на членот 2 став 3 по кој владата не се произнела. Ве известувам дека пратеникот Фадил Зендели поднесе амандман на членот 2 за додавање на нов став 3 по ставот 2 по кој владата не се произнела. Отворам претрес по амандманот на член 2 став 3 поднесен од пратениците Томислав Тунтев, Горан Мисовски, Ферид Муич, Аги Муртезанов, Далибор Бодановски, Милева Ѓорѓиева, Муамед Зетири, Бети Рабаджиевска-Наумовска, Никица Корубин,
Павле Богоевски, Татјана Лалчевска, Чедомир Саздовски, Кети Смилевска, Жаклина Лазаревска, Анета Симевска, Димовска и Илија Николовски, подаривски број 08-7158 врз 11. Го молам представникот на владата да се произнесе. Има збор премиерот на владата, господин Зоран Заев. Благодарам, председателе. Преку уставниот амандман секако правиме објаснување на примената на Уставот на Република Македонија преку уставниот закон. Ова е едно појаснување за употребата со кое што се објаснува согласно конечната спогодба како се употребува и во другите, како се користи во другите употреби. Амандманот се прифаќа. Амандманот е прифатен, станува составен дел на дополнетиот предлог на Уставниот закон. Претресот по амандманот со тоа е завршен. Отворам претрес по амандманот на член 2 за додавање на нов став 3 по ставот 2 поднесен од пратеникот Фадил Зендели под архивски број 08-13 врз 7. Го молам представникот на владата да се произнесе. Има збор премиерот на владата, господин Зораев. Благодарам, почитуван председателе. Тоа е амандманот кој што денеска буквално до почетокот на оваа седница го разговаравме. И уште еднаш ќе искористам приликата секако да појаснам дека разговорите се одвиваа од технички аспекти и карактер. Господинот Зендели, кој што е поднесувач на овој амандман, апсолутно немаше намера да го доведе во прашање државјанството македонско кроз граѓани на Република Северна Македонија. Обидот беше да се гарантира дека граѓаните од албанска етничка припадност и од другите припадности на помалите етнички заедници нема преку тоа или соодветната преводливост да предизвикат да бидат на некој начин допрени до нивниот идентитетски основ, односно да не при преведувањето се доведат во прашање да бидат наименувани како македонци. Целта не е албанците да бидат македонци. Сите имаме државјанство македонско, граѓани на Република Македонија со конечните одлуки граѓани на Република Северна Македонија, но секако етничкиот идентитет е нешто кое што е многу различно од државјанството. Од тој аспект, амандманот како што беше поднесен, не се прифаќа, но поради разговорите кои што ги имавме, утврдивме амандман кој што ќе го прочитам и за сите пратеници, но и за јавноста да биде на чисто. Јас во целата оваа дебата учествував со сите пратеници, учествував со пратеничката група од ВМРО ДПМН и коалицијата на новата пратеничка група, со кој што сите заедно ги разгледувавме сите аспекти за навистина целото ова да не допре на делот на единството во државата, на соживотот во државата, а при тоа секако да не допре и она што се однесува на нашиот идентитет. И од тука конечниот амандман, видоизмена, кој што е усогласен по пат на разговорите со сите пратеници со кои што учествувавме заедно во дебатата, е следниот. Во членот 2, по ставот 2, се додава нов став 3 кој гласи: се работи во уставниот законник. Државјанството запирка македонско кроз граѓанин на Република Северна Македонија во личните документи и патни исправи на граѓаните се пишува на македонски јазик и неговото кирилско писмо. Точка. Државјанството запирка македонско кроз граѓанин на Република Северна Македонија во личните документи и патни исправи на граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик и неговото кирилско писмо, се пишува на македонскиот јазик и неговото писмо и на тој јазик и неговото писмо. И истото ќе се утврди на тој јазик во сите закони каде што треба да се примени. Преку тоа, со уставниот законник се гарантира идната примена во законодавството на личните документи. Каде што заедно утврдивме дека ќе биде тоа утврдено онака како што и досега, а тоа е зборот Македонисе, односно немам добар изговор, но суштината е да се потврди дека тоа е македонско. Од тука мене ми е драго што навистина успеавме да го согласиме токму и тој дел, што навистина на граѓаните и албанци, и останатите други граѓани, на сите нас ни гарантира
државјанство македонско кроз граѓани на Република Северна Македонија, а нашата етничка припадност секако е различна, онака како што е различна во нашата мултиетничка Македонија со години, со децении и со векови наназад. Така да, вака видоизменетиот амандман се прифаќа. Го молам поднесителот на амандманот да се произнесе. Фадил Зендели. Ви благодарам, председателе. Го повлекуваме претходниот амандман и го прифаќаме амандманот видоизменет. Ви благодарам. Изменетиот амандман поднесен од пратеникот Фадил Зендели под архивски број 08-13/2 ви е поделен. Видоизменетиот амандман поднесен од пратеникот Фадил Зендели под архивски број 08-13/2 станува составен дел на дополнетиот предлог на Уставниот закон, имајќи предвид дека се усогласиле со предлагачот на амандманот. Истовремено ве известувам дека амандманот на дополнетиот предлог на Уставниот закон, поднесен од пратеникот Фадил Зендели од архивски број 08-13/7 е повлечен. Ве подсетувам дека Собранието на Република Македонија, согласно член 133 став 2 од Уставот на Република Македонија, донесува Уставен закон за спроведување на амандманите на Уставот на Република Македонија со двотретинско мнозинство гласови од вкупниот број пратеници. Преминуваме на гласање. Преминуваме на гласање. Предлогот на Уставниот закон го ставам на гласање, ве повикувам да гласаме. Вкупно гласа 81 пратеник. Сите 81 за, воздржани нема, против нема. Констатирам дека Собранието го донесе Уставниот закон за спроведување на амандманите од 33 до 36 на Уставот на Република Македонија. Врз основа на член 133 став 3 од Уставот на Република Македонија, Уставниот закон го прогласува Собранието. Предлагам Собранието да ја донесе следната одлука. Врз основа на член 133 став 3 од Уставот на Република Македонија, Собранието на Република Македонија на седницата одржана на 11 јануари 2019 година донесе одлука за прогласување на Уставниот закон за спроведување на амандманите од 33 до 36 на Уставот на Република Македонија. Се прогласува Уставниот закон за спроведување на амандманите од 33 до 36 на Уставот на Република Македонија, што го донесе Собранието на Република Македонија на седницата одржана на 11 јануари 2019 година. Уставниот закон за спроведување на амандманите од 33 до 36 на Уставот на Република Македонија влегува во сила со влегувањето во сила на амандманите 33, 34, 35 и 36 на Уставот на Република Македонија. Ве подсетувам дека врз основа на член 204 став 4 од Деловникот на Собранието на Република Македонија донесува одлука за прогласување на Уставниот закон за спроведување на амандманите на Уставот на Република Македонија со двотретинско мнозинство гласови од вкупниот број пратеници. Предлогот на одлуката за прогласување на Уставниот закон за спроведување на амандманите од 33 до 36 на Уставот на Република Македонија го ставам на гласање. Ве повикувам да гласаме. Вкупно гласа 81 пратеник, сите 81 за, воздржани нема, против нема. Констатирам дека Собранието ја донесе одлуката за прогласување на Уставниот закон за спроведување на амандманите од 33 до 36 на Уставот на Република Македонија. Бидејќи дневниот ред е исцрпен, констатирам дека 75-та седница на Собранието на Република Македонија е завршена. Почитувани гледачи, со 81 гласа за, Собранието на Република Македонија ја донесе одлуката за прогласување на амандманите 33, 34, 35 и 36 на Уставот на Република Македонија. Со двотретинско мнозинство, односно со 81 глас, Собранието донесе одлука и за
донесе одлука за прогласување на уставниот закон за спроведување на амандманите од 33 до 36 на Уставот на Република Македонија. Инаку овие амандмани 33, 34, 35 и 36 се составен дел на Уставот на Република Македонија и влегуваат во сила со влегувањето во сила на конечната спогодба за решавање на разликите опишани во резолуцијата 817 и 845 на Советот за безбедност на Обединетите нации за престанување на важноста на привремената спогодба од 1995 година и за воспоставување на стратешко партнерство меѓу страните и ратификацијата на протоколот за пристапување во НАТО од првата страна на конечната спогодба. Инаку само да кажеме дека на денешната седница видоизменети беа прифатени 3 амандмани, а исто така видоизменет беше прифатен и амандман како дополна на Уставниот закон за спроведување на амандманите од 33 до 36. Во амандманот 33 стои во Уставот зборовите Република Македонија се заменуваат со зборовите Република Северна Македонија, а зборот Македонија се заменува со зборовите Северна Македонија, освен во членот 36 од Уставот на Република Македонија. Амандманот 34 во преамбулата на Уставот на Република Македонија се бришат зборовите како и граѓаните кои живеат во незините граници, кои се одлуките на АСНОМ се заменуваат со зборовите правните одлуки кои се наведени во прогласот од првото заседание на АСНОМ до македонскиот народ за одржаното заседание на АСНОМ. По зборот година се додаваат зборовите на кои се изрази волјата за создавање на самостојна суверена држава и Охридскиот рамковен договор, а се бришат зборовите одлучија да. Амандманот 35 Републиката го почитува суверенитетот, територијалниот интегритет и политичката независност на соседните држави. И амандманот 36 Републиката ги штити, гарантира и негува особеностите, историското и културното наследство на македонскиот народ. Републиката ги штити правата и интересите на своите државјани кои живеат или престојуваат во странство. Републиката се грижи за диаспората на македонскиот народ и за дел од албанскиот народ, турскиот народ, влашкиот народ, српскиот народ, ромскиот народ, бошњачкиот народ и другите и ги негува и унапредува врските со татковината. Републиката притоа нема да се меша во суверените права на други држави и во нивните внатрешни работи. Што се однесува до денеска постигнатиот договор за ИБЕСа на Билјалка Сами да ги даде своите гласови за измените на Уставот, постигнат е договор со кој беа надминати разликите, така што државјанството е македонско, граѓани на Република Северна Македонија, но притоа е прифатен амандман на Уставниот закон со кој се потврдува државјанството, граѓани на Република Северна Македонија и се појаснува како ќе гласи за граѓаните албанци на албански јазик и ќе се утврди во сите закони каде што е потребно. Истовремено се прифати амандманот на Уставниот Амандман 36, со кој се потврдува дека Републиката подеднакво ќе се грижи за диаспората на сите своји граѓани. Почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието со кое не следевте и имајте пријатна вечер. Само на Собранискиот канал. Информирајте се од прва рака за новите закони и измените на веќе постојните. Директни преноси од дебатата меѓу власта и опозицијата во пленарната сала и интегрални снимки од комисиите. Гледајте не. Република Македонија е парламентарна демократија и Собранието е носител на законодавната власт. Зградата на Собранието се наоѓа во центарот на Скопје,